Тетово периодов се снабдува со 350 литри вода во секунда од изворите на Шара, што според раководителот на регионалната единица водовод и канализација Самедин Абедини представува доволна количина за секој дом во градот да има вода за пиење. Тој вели дека нема рестрикции, туку прекините во водоснабдувањето во некои населби се поради честите дефекти. Градот Тетово во моментот располага со 350 литри во секунда, кои се доволни да го покријат целиот град во текот на 24 часа. Значи можеме да кажеме дека немаме ни дневни, ни ночни рестрикции. За среќа више нема некое наводнување на бавчи и такви работи, нема условно речено злоупотреба на вода за пиење. Доволни се и сега зависи од атмосферските прилики, дали издашноста ќе се подобри. За сега немаме такви најави. Реално би било во ова време да градот троши испод 300 литри вода во секунда, некаде 280 до 300, реално би било. Значи, и загубите се присутни кои не се гледаат, кои било кој систем во било кој град ги има. Загубите само зависи колкави се тие, дали се 30%, 40%, 50%. Загубите на вода, тоа е нормална појава. Тешко е да се дефинира од Тетово колку само. Според наши некои процеки се околу 40%. Од регионалната единица водовод и канализација велат дека дневно во просек имаат по 2 до 3 дефекти, поради што обично прекинот во водоснабдувањето трае неколку часа, во зависност од видот на оштетувањето на водоводната мрежа. Ние секојдневно сме активни на терен, секојдневно, поради дефеците. У просек имаме 2 до 3 дефекта на разни позиции во градот, зависно од дефеците. И тоа е резултат на одредено време кога граѓаните немаат вода, значи санација на дефеците. По принцип, нашите дефицити траат од 2 до 4 часа. По принцип, зависи и од ископот, од комплицираноста на поправката и така натаму. Значи 2 до 4 сата. Може реонот на Тетовчанка, например, реонот над стадионот горе, улици 154, 152, реонот на Тарабати сме имале овие денови, реонот Горна Чаршија, нема правила. Делови од градската водоводна мрежа се стари повеќе од половина век.